čeka skriveno. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pomini сега времено. Здраво, другар. Ве молам вашите возачки исправи. Веднаш, другар собраќаец. Туку да не направив некоја грешка. Пребрзо возење, другар. Имате право, но заборавив да погледнам во таблата со инструменти. Пребрзо возење и тоа на строго недозволено место. Имате право, но денес малку задацен во дравата, па брзам да стигнам во градинката, зашто керката ме чека. Веројатно и вие сте родител, па знаете. Токму затоа, другар, затоа што и двајцата сме родители. Во овој случај прекршокот како престап е поголем. Се надевам дека оној знак ви е познат. Здраво, чичко, добре. Добар ден, што има ново? Ти ли го сопре овој возач? Здраво, деца, јас. А вие дојдовте во згоден час. Ти, Сашко, ќе ми кажеш колку видови сообраќајни знаци постојат. Кој не знае тоа? Има 3 видови и тоа... Добро, добро. Билјана, првите беа кои? Знаци за опасност. Вторите се за известување. А третите, Николче, што изречуваат? Некоја наредба, чичко, добре. Па, како што видовте, сообраќајните знаци не се тајна ни за децата. Да, другар собраќаец, децата знаат, а ние возрастните... Сашо, за тебе имам уште едно прашање. Што означува оној знак? Деца на патот. Тоа значи дека во близина има училиште, детска градинка, игралиште. Билјана, што треба да сторат возачите кога ќе го видат оној знак? Да е смаат брзината и да возат внимателно. Значи најважна е будноста. Но и ние децата треба да внимаваме, а не само возачите. Да не претрчуваме кога одиме или кога се враќаме од училиште. Така е, така е. Па лекцијава што заеднички ви ја одржавме, нека биде бесплатна. А друг пат... Благодарам. Здраво, другар. Довидување. Погледнете! Семафорот ни махта со рака. Да нешто не довикнува. Да појдеме. Тоа црвено е како? Сега е зелено, може? Што ти не си на должност, а? Па, како што гледате, не сум. Па како смееше да го напуштиш работното место? Па така ми се присаха и дојдов. Мојот постар колега се растажил за центарот на градот и еве го во посета. А последиците, другари семафори, а? Знаеш, Што ќе речете за нив? Сега тамо може би владе хаос во сообраќајот. Навистина, што се случува сега таму без семафорот? Или не ли ти личи ова на некоја шега? Николче во сообраќајот нема шега. Да. Молам по службена должност, стар мој пријателе, барам објаснување. Па добро, како да кажам, мај ќе кажам. Па еве како што знаете, јас сум сега на крајот на градот. И не можам да кажам дека не ми е добро. Добро ми е. Тебе, Само постар понекогаш- мој колега, ти е потребен малку мир и одмор. Молам, нека се доискаже. Да. Се извинувам што му влегов во зборот како дете пред црвено светло, се извинувам. Понекогаш тагувам за старото место. Знаете, сега таму кај што сум јас, сега е поправаат улицата. И јас не бев потребен. Може некој работејки да ме чукне. Па еве, решив да дојдам и да ве видам и еве дојдов. Раскажи ми, како се однесуваат децата во тој дел од градот? Што да ви раскажам, дечиња? Деца како деца, понекогаш и поминуваат и кога смеат,
а понекогаш и кога не смеал. Како моиве светла да слушат само како укра. Ако е така, не грижи се, семафорко, не се лути. Јас сум сигурен дека ти и тие деца ќе ги научиш да минуваат само на зелено светло. Да. Како еве, Билјана што знае, Елена, Саши и Николче. Да? Зашто следува награда? За да биде весело, несреќи да нема повредени и да не се гине, внимателно на семафор треба да се мине. Играјте секаде, опа, внимавајте, возачи, стоп. За да биде весело, несреќи да нема, секаде да гледаме насмеани лица. Не треба да играте на улица. Не играјте секаде, опа, внимавајте, возачи, стоп. За да биде весело, несреќи да нема и детството да биде како мајско цвеќе. Пешаци и возачи, не брзајте веќе. Не играјте секаде, опа, внимавајте, возачи, стоп. А сега, веднаш на работа. Да, деца, да задоцневте само уште малку, ќе останевте без приказна. Сакаме нова приказна. Дедо Даре има нова приказна за вас. Денес таа се вика Анка и роншуите. Зошто сте толку лоши и непослушни? Така, за лошите деца и ние сме лоши. Ама ајде кога ви велам, само малку да се повозам. Не, и 100 пати не. А вчера ве возив цел ден. Ниту ве скршив, ниту ве гребнав. Внимавав на вас. Не можам да се пожалам. Се тркала все преку рамни површини. Асфалт, бетон. И јас уживав во трката. Брзавме покрај паркирани автомобили, се разминувавме со залетани велосипеди, но ми беше страх. Не за себе. Треперевме за тебе, Анка. Зошто сте биле загрижени за мене? Па јас одлично се забавував. Беше интересно и возбудливо. Беше страшно. Колку пати зад нас одекнуваше свирчето на собраќајниот милиционер. Трубеа сирените на налутените возачи. Пискаа со пирачки. Звонеа велосипедски звончиња. Ти, Анка, не тркалаше на многу опасни места. Близу до еден крстопат. Потоа на едно бучно паркиралиште каде возилата секој миг доаѓаат и заминуваат. Така беше. Само не ми е јасно каде сгрешив. Кога ќе се сетиш, пак ќе другаруваме. А до тогаш јас и мојата сестричка излегуваме од собава. Ве молам, почекајте. Размислувам. Може би ме возев на погрешни места. Точно. А кога ќе почнеш нив да ги одбегнуваш, пак ќе ти бидеме верни другарки. Ние сануваме да се тркаламе на детските игралишта. И на некоја патека во паркот. Ајде со мене. Ви ветувам дека сите три ќе уживаме во трката. Правец бетонска патека ще обиколува нашата зграда. Поаѓаме. Ете така, деца. Прекрасно. Да. Гледате, деца, во приказнава како да се сретнавме со две Анки. Првата едно невнимателно девојче, а втората сосема спротивна од неа. Тивка, разбрана, умна. А ролшуите се само спортски реквизити, така ли? Така е. Важно е, деца, оној што ги тркала, така ли? Така. А сега, деца, јас продолжувам со прошетката, туку, како беше онаа песна, нашата... Разделба, нова средба значи. Така е, деца, ајде до гледање. До гледање. Кај Диме погатанки. Диме гатанки.
Стоп! Имам гатанка за сите. На крстопат стојат, не се живи, а знаат да зборат. На возачите им даваат правец, кај да одат, што да сторат. Сообраќајни знаци. Браво, браво, одговорот е точен. Сега една гатанка за Сашо. Сашо, семафор не е везден стои. На крстопат со часови цели се грижи за безбедноста ваша, на возачи, пешаци, совети им дели. Чичко добре. Чичко добре, сообраќаец, одговорот е точен. Сега една гатанка за Билјана. Билјана, знакот, триаголник црвен, со бојата жолта ко злато, најчесто пред училишта стои и предупредува Деца на патот. деца на патот и брз и точен одговор, а за тоа се добива петка. Што ќе речеш ти на тоа, Николче? На Елена и давам предност. Добро, молам, тогаш една гатанка за Елена. Елена, велосипед во син круг, стражари на патеки и рамни и чисти. Повелете деца со своите велосипеди. Ова ви е Патека за велосипедисти. патека за велосипедисти. Добро, Николче, сега една гатанка за тебе. Пред него возачите мораат од спротивната улица да сопрат. Оп! Наголот стои ај погоди кој. Знакот командант, што се вика Стоп. Стоп, стоп. Браво, за вас нема тајни, а и понатаму ќе има гатанки. Сега јас морам да одам. Имам закажено часови на полигонот за возење. Ако сакате, ајде со мене. Ќе гледате како вешто ги совладувам свиоците, како паркирам под конец и како тргнувам со помош на рачна сопирачка. Ако сакате, ајде. Јас доаѓам. И јас. Поведи ме и мене. Со студентот има ако треба и на најбучниот крстопат. Ајде, ајде. Еј, стоп. Зелен, може, ајде. Crveno, žolto, zeleno, pomini сега Елено. Zeleno, žolto, crveno, zastani